ја стартуваме нашата утринска тема. Сосема е логично, овој 1 декември да посветиме минути и да зборуваме за светскиот ден на сидата и за тоа со какви се предизвици се соочуваат лицата кои што се со ХИВ, а живеат, се разбира, во нашата Македонија. Малку повеќе на оваа тема денеска со доктор Вилимир Савески од клиниката за инфективни болести и фибрилни состојби и заедно со нас Давид Златевски од Здруженијето Заедно посилни, инаку Здружение за подршка на луѓето кои што живеат со ХИВ. Ви посакувам добро утро. Се надевам, Вилимир, не доаѓаш од дежурство? Не, добре. Да, темата е сензитивна, емотивна, меѓутоа и тема која што можеби низ годиниве е прогласувана за табу тема. Како е во оваа 2022, ќе ни кажете вие со оглед на вашето искуство низ годиниве, дали се уште за сидата и за лицата со ХИВ се зборува така подзаскриено, дали е се уште тема која што носи многу бариери и дали се уште лицата во нашата земја кои што живеат со ХИВ се соочуваат со бројни секојдневни предизвици? Мислам дека одговорот на сите прашања е да, иако сметам дека да. Иако сметам дека има подобрување во многу сектори. Оваа проблематика со ХИВ клиниката се занимава многу одамна, направени се многу позитивни чекори. Значи, заедно со сите партнери од невладиниот сектор, односно Здруженијата на граѓани, Здруженијата на пациенти, Министерството, сите државни институции кои што работат на оваа тема, така да навистина имаме голем прогрес и во однос на пристапот до терапијата, менаџирањето клинички на самите пациенти. Она што би сакал да кажам е дека да, стигмата и дискриминацијата некако секогаш уште, кога станува збор за ХИВ, дава некоја многу голема бариера која што ги спречува, би рекол, не пациентите, туку лицата, сите, без разлика, да се одлучат да се тестираат за ХИВ, а од друга страна па и медицинските, односно здравствените работници да помислат на ХИВ кога има некаква индикација. Така да сето тоа некако како уште ценни облаци стојат. Сега да кажеш како последна опција е ХИВ, дури ни медицинските лица да. Инфективната клиника, тестирањето за ХИВ, нас тоа не е секојдневие. Работата со пациентите не е секојдневие. Водиме пациенти од прилика кои што се бројката од прилика помалку од 400 пациенти вкупно кои што ги водиме, тоа се пациенти кои што се во добра здравствена кондиција, без никакви тегоби, редовно пијат терапија, нема никаква мака во однос на својот живот, тоа се пациенти кои што работат и така натака. Проблем е што во денешно време, во 2022 година, се уште ради табу, дискриминација, стигма или непрепознавање на некои симптоми и знаци, имаме пациенти, дел од нив и на млада возраст, кои што стигаат со потешка клиничка слика на ХИВ, односно во стадиум веќе на СИДА, каде што лекувањето е многу потешко, менаџирањето на болеста е многу потешко и исходот е не сигурен. Колку предфази постојат за да се дојде до СИДА, затоа што велиш има и ситуации каде што за жал и млади луѓе во нашата земја заради тоа ненавремено тестирање и можеби и така како што спомени ти, медицинските лица никогаш последна опција им е тестирањето за ХИВ, ќе тестираат се друго и се доаѓа во крајна фаза. Колку предфази на болеста постојат? Така. Значи, за да може да се открие ХИВ, треба да вирусот не може да се најде во крвта. Значи, единствен начин да се дознае и што е тоа ХИВ тест и каков е ХИВ статусот на некој пациент е само да се направи ХИВ тест. Тоа е обичен тест кој што се зема венска крв и се кажува пациентот дали е ХИВ позитивен или ХИВ негативен, а начинот додека стигнеме до резултат, и оно што е многу битно интерпретацијата на тој резултат, е доколку тој тест се направи навремено, односно се почека 3 месеци минимум од последниот сексуален однос кој што бил без заштита или што би рекле или ние ризично однесување доколку имал некој. Доколку се направи ХИВ тестот во тој период измеѓу некаде што ние го викаме период на прозорец докторите, каде што се создаваат и антитела, тестот ги бара антителата, пациентот ќе испадне тестот негативен. Значи пациентот ќе добие негативен резултат, но тој резултат не е валиден, не е точен затоа што е направен пред време. Затоа велиме дека треба да поминат минимум 3 месеци од сексуалниот однос кој што бил без заштита, за да може да се добие за да може да се добие валиден резултат. Нема симптоми и знаци кои што би кажале дека некој дека е носител на ХИВ вирус. Доколку некој е позитивен, значи ХИВ позитивен... Значи се сведува на самата свест, на самосвест, затоа што секој знае или како си се однесува. Апсолутно се согласувам, и
затоа е важно да знае кога навремено треба да дојде и да се Така е, затоа ги тестира. потенцирам овие 3 месеци, затоа што тие се битни во однос на секако ги охрабруваме или сите што имале некаков ризичен сексуален однос да се тестираат, поготово младата популација. На инфективната клиника секој може да дојде да побара ХИВ тест, тоа може да се направи дури анонимно. И тоа го работиме заедно со нашиот психолог и социјален работник, затоа што нудиме и психосоцијална поддршка, даваме советување, не е само пациентот да дојде, клиентот и да си побара ХИВ тест без советување, таман работа, целиот пакет на здравствени услуги го даваме на пациентите. Она што би сакал само да го дообјаснам во однос на симптомите и знаците, стадиумите што ме прашавте, постои еден период на некаква клиничка слика лесна, тоа е акутна ХИВ инфекција, која што се јавува неколку недели после инфицирањето, но тоа се толку неспецифични симптоми и знаци, тоа се општи, што никој нема да помисли дека станува збор за ХИВ. После имаме долг период на 8 до 10 години, каде што пациентот е асимптоматски, нема никакви симптоми и знаци, оди на работа, се функционира нормално, но проблемот е што имунитетот паѓа. А може да го пренесе вирусот, Така, бидејќи така. велите асимптоматски не знае, се Така. чувствува одлично, меѓутоа Да. тоа се 8 до 10 години долг период, Долг период, каде што да. може да зарази многу луѓе. Така, за цело време паѓа имунитетот, оди во надолна линија, се додека е толку Првите слаб. знаци и симптоми се појавуваат кога имунитетот е на ниско ниво? Првите знаци и симптоми може да се јават, ама тоа се неспецифични после неколку недели после заразување и никој па дури не би помислил веднаш на ХИВ инфекција. Температура, зголемени лимфни жлезди, течни столици кои што ќе се санираат за неколку дена, никој нема да помисли на ХИВ. Но проблемот е што кога ќе се јави некаква клиничка слика, дали од симптоми од страна на централниот нервен систем, чести пневмонии, нејасни фебрилни состојби кои што траат повеќе од 3 недели, во тие состојби секако треба да се помисли на ХИВ инфекција. Тогаш велиме дека инфекцијата е во една касна фаза, каде што менеџирањето е потешко и пациентите најчесто побаруваат хоспитализација, понекогаш дури на единиците за интензивна нега. Убаво е вака што ги објаснивме првично работите за и луѓето да може да си го препознаат нели своето однесување и пак да напоменеме дека нема ништо страшно, ниту срамотно, дека се е многу нормално и дека треба да појдат на доктор во вистинско време. Давид, ти не доаѓаш од Заедно посилни, тоа е здруженијето за поддршка на луѓето кои што живеат со ХИВ во Македонија. Стандардно со години наназад го одбележувате овој ден, меѓутоа не само на овој ден, активни сте постојано во текот на годината со бројни идеи и предлози за државата нели како да го менаџира целата оваа состојба. Под слоганот Заедно погласни. Заедно погласни. Да, денес ко организирате настан. Што се ќе се случува, кој се може да дојде и која е идејата и целта на сето на што вие го организирате вечерва? Да, што веќе спомна, значи настанот кој што го организираме веќе ова е нели традиција секоја година традиционално на 1 декември го организираме настанот и секоја година нешто ново правиме во поглед на настанот и оваа година се одлучивме за слоганот или за мотото заедно погласни, нели се со цел да го поттикнеме моментот на заедништво и фактот дека за ваква состојба за која што е многу табу тема и постои голема дискриминација во поглед на неа, е важно да сите нели заедно зборуваме за истата и за да можеме евентуално нели да ја надминеме и да самата се нормализира. Значи оваа година се одлучивме за караоке забава со донаторски карактер. Значи секоја година настанот за забележување е од донаторски карактер и ние на самиот настан прибираме средства за ХИВ позитивните лица кои се во социјално неповолна состојба и средствата кои што ги собираме во текот на денот, во текот на следната година нели ги користиме за да пружиме континуирана поддршка на овие лица. Имаш ли официјална, можеби бројка колку ги има овие лица кои што се нели од социјален ризик и карактер, се соочуваат со вирусот? Да, бројката на лица за кои што ние континуирано им пружаме поддршка е околу 20 лица, што значи дека овие лица на месечно ниво добиваат поддршка. Најчесто нели е во како ваучери, односно кои му возможува да купат на намирници. Но нели зависно од потребите им
им помагаме и за да добијат достап до својата терапија, да им ги покриваме трошоците кои што се поврзани со патувањето до Скопје, затоа што најчесто луѓето кои што не се од Скопје, сепак со својот третман за ХИВ доаѓаат во Скопје за да го добијат. Па така, ова е единственото место така во Скопје каде што. Да, значи кога станува збор за терапијата за ХИВ, таа се вика антиретровирусна терапија и таа терапија е централизирана. Таа има сама инфективната клиника и токму нас ни значи поддршката од граѓанскиот сектор, односно заедно посилни, затоа што пациентите треба да дојдат во Скопје за да се земат терапија за неколку месеци и да се вратат во градот каде што живеат. Значи антиретровирусната терапија не е терапија која што за жал се уште не е достапна нели по аптеките ширум државата, централизирана е, пациентите мора да дојдат во Скопје да ја подегнат. Велимир, имаме ли нова бројка за оваа 2022 година со оглед на тоа што се уште нели не е завршена, ова е уште еден месец имаме. Меѓутоа верувам дека на годишно ниво знаете од прилика или во просек колку нови пациенти во Македонија има кои што се лица со ХИВ? Така. Значи генерално станува збор за бројка од прилика од 40 до 50 пациенти на годишно ниво кои што се ново диагностицирани со ХИВ. Проблем имавме во 2020 година кога почна пандемијата со COVID-19 која не поремети буквално сите и во нашето секојдневно функционирање, но и на приватно, но и на клиниката, но исто така имавме помал пристап до ХИВ тестирање. Затоа што нели имавме вонредни мерки на изолација и карантини кои што спречија дел од пациентите да бидат диагностицирани. Таа година е на еден исклучок каде што имавме помалку пациенти диагностицирани, нажалост, но тоа зборува дека се недоволно тестирани, така заради целата ситуација. Бројката ние секогаш велиме дека е поголема, овие 40 до 50 лица на годишно ниво кои што ги откриваме како нови ХИВ позитивни пациенти се само 1% од групата кои што се тестирани. Македонија би сакал да потенцирам дека е земја со ниска преваленца на ХИВ, значи тоа велиме дека епидемијата е концентрирана кај популациите под ризик и тоа е до некаде и предно затоа што во мала земја многу полесно може да се подобрат многу работи и еве затоа сме тука заедно со вас, медиумите и со невладиниот сектор за да пробаме да ги подобриме сите работи колку што може. Може уште еднаш да им потенцираме на гледачите што значи терапијата, бидејќи велиме лицата кои што се ново диагностицирани, кои што живеат со вирусот, апсолутно може да имаат квалитетен живот, меѓутоа потенцираме доколку е сето тоа нели откриено во порана фаза, она што и претходно го коментиравме заради тоа што е многу важно навреме да дојдат, навреме да направат тест и ако нели не дај Боже се случаи да имаат ХИВ, дека тоа на крајот на денот не е ништо страшно. Апсолутно не е ништо страшно кога се е откриено на време и затоа ги повикувам и сите лица кои што сметаат дека треба да се тестираат тоа да го направат. Секаде ХИВ тестирањето е достапно и во приватните лаборатории, и по клиниките, на инфективната клиника, во советувалиштето за ХИВ, матичните лекари кои што соработуваме исто така да ја охрабрат своите пациенти да се тестираат, затоа што само со навременото диагностицирање и отпочнување на третман со ХИВ се возможува просечен животен тек, односно животна возраст на пациентите. А нема разлика во однос на животот кај ХИВ негативен и ХИВ позитивен пациент, ако ХИВ позитивното лице е навремено диагностицирано и отпочнато со терапија. Тоа е терапија 1 до 2 таблетки, најчесто една гледаме да е полесно за пациентите, комбинација од повеќе состојки супстанции кои што се прима секој ден во исто време. Значи ние ХИВ на инфективната клиника, ХИВ инфекцијата велиме дека е хронична инфекција, дека е хронична болест која што не бара некои позначителни отстапки во секојдневниот живот. Проблем, условно, односно предизвик би рекол повеќе е периодот на навикнување на терапијата и периодот на поддршка на целата ситуација со која што се соочуваат. И затоа работиме како тим, лекар, медицинска сестра, психолог и социјален работник со цел сите бариери што постојат да бидат скршени, пациентот да си отпочне полесно со терапијата, да го прифати фактот дека има нова диагноза, која што на светско ниво, а и кај нас се менаџира и се живее со неа, би повторил, пристапот до антиретровирусна терапија е многу битен и ние го викаме тоа стручно адхеренцата, односно придржувањето до секојдневно пиење на терапија. 1 до 2 таблетки на ден овозможуваат нормален живот и просечен животен век. Многу е важно тоа да се потенцира. Давид, колку се охрабрени новодиагностицираните пациенти да ве контактираат и секако дали ја бараат поддршката која што вие секако им ја пружате?
Да, значи секако нели сите новодиагностицирани пациенти се охрабруваат да станат дел од нашето здружение, да ги користат услугите кои што ние ги нудиме, затоа што нели покрај услугите за тестирање и информирање во поглед на ХИВ, тоа што ние го нудиме, тоа што е уникатно за нас кое што го нудиме, всушност и врсничката подршка за лица кои што живеат со ХИВ. Ова значи дека новодиагностицираните имаат директен пристап до луѓето кои веќе се ХИВ позитивни и може да и на некој начин се формира група за подршка каде што тие може да ги споделат своите искуства, затоа што нели на крајот на денот тие најдобро може да се разберат меѓусебно и не секогаш сакаат да го споделуваат искуството со луѓе кои не поминале низ нешто кое што е слично на тоа. Така што да, дефинитивно ги поддржуваме, дефинитивно ги користат на нашите услуги, вклучително... Имате во тимотите можеби и психолог, психолошка поддршка, ова што Велимир го спомена дека е многу важно? Да, во моментот во тимот кој што директно работи, се надеваме дека јас ќе бидам психологот за една година, затоа што во моментот сум студент по психологија, сум 4-та година, инаку с психолозите со кои соработуваме најчесто се надворешни, како што кажа Велимир, дел од клиниката, ама ете нели меѓу услугите кои што може да ги користат ХИВ позитивните лица се особени настани како денешниот, каде што нели се добиваат информации, може да добиваат информации по широката јавност, така што сепак би се навратил на тоа и би напоменал дека настанот што се одржува вечер, почнува во 20 часот во лаунџ бар Сома, кој што се наоѓа во Тафталиџа, така што сите се поканите, затоа што настанот е отворен тип и од отворен карактер, така што секој би да ги можел да охрабриме дојде. Да не се плашат да дојдат и да се дружат со луѓето кои што ќе бидат таму, веројатно дел од луѓето ќе бидат нели лица кои што имаат ХИВ, голем дел од остатокот ќе бидат поддржувачи на истите, меѓутоа едноставно да не се плашат да се измешаат помеѓу луѓето, бидејќи генерално се работи нели за општото јавно здравје и за општата информираност кај нашите граѓани и убаво што ги организирате овие настани. Се надам дека вечерва ќе ги има во што поголем број. Тука некаде ќе мора само да го заокружиме разговорот. Велимир, од докторска гледна точка, еден апел и совет, можеби во кратки црти за сите граѓани, вака сумирано во врска со темата. Сметам дека конечно е дојдено времето да се скршат сите табуа, предрасуди и стигма кога станува збор за ХИВ. Како што кажав неколку пати, тумачењето на зборот нормално нели има различни аспекти, но навистина навремената дијагностика на ХИВ и отпочнување на третман овозможува просечен живот. Проблемот е, предизвикот е да се препознае ХИВ инфекција. Единствен начин на кој што може некој да се диагностицира е само со ХИВ тест, така да тоа би било пораката, луѓето да се тестираат. Секој што имам некаков ризичен однос, ништо не кошта да се тестира за ХИВ, затоа што тој тест навистина може да го спаси живот. Да му го смени животот. Апсолутно. Она што можеби преска изумив да го кажам исто така сметам дека е битно е дека пациентите кога ќе се стават на терапија постигнуваме ниво на вирусот, ние тоа го велиме на недетектибилно ниво, тоа значи дека пациентот не може да го пренесе ХИВ автоматски, терапијата и превенција. Така да навистина има многу позитивни ефекти самата терапија и повторно ќе кажам овозможува долг и квалитетен живот. Би се надоврзал на само доктор. кратко бидејќи слободно, само би се надоврзал на доктор Велимир дека ги повикувам сите да дојдат на вечерниот настан и би се заблагодарил нели на нашите спонзори за настанот кои што ги вклучува Бадел, Европа 92 печатницата, како и Сдруженијето Конект кој што ни нуди поддршка во организацијата на самиот. Се надам ќе ги има во поголем број поддржувачите. Да. Фала ви многу, се гледаме вечер да го одбележиме 1 декември светскиот ден на сидата. Тука го заокружуваме делот со утринската тема. Следуваат рекламите во 8:30 веќе Александар сподели што ќе имате можност да гледате надолго и широко во првите вести.